Точно по 7 години од ставањето на темелите, новата штипска болница за граѓаните од истокот останува недостижна реалност. Наместо најсовремен објект што требаше да биде готов за 3 години од стартот на градежните активности, денеска е само бетонски габарит. Граѓаните се песимисти, велат со вакво темпо на градба уште многу години ќе треба да се чека за Штип да добие современ клинички центар. Јас сум комшија таму, до мене е одма. Па оставија, не се граде, требаше до сега да биде. Парите ги изедеа изгледа. Наши мисли още 7 години ќе оде, па после се изграде. Еве 7 години се граде. Никој да се изгради. А ние болни сме, не можеме да одиме од... Се трчаме по Скопје. Штип центар треба да има најдобра и најмодерна болница. Лани во септември Бетон се откажа од каматите и се согласи подизведувачот Интракарт долгото 2 милиони евра да го плати на рати. По подолг период работите тргнаа од мртва точка. Токму и овој судски спор за наплата на сработеното од власта го посочуваа како единствена причина за стопирање на градежните активности. Но и Банката за развој при Советот на Европа да го повлече кредитот во вредност од 14 милиони евра. Во меѓувреме изградено е само 40% од предвиденото, а граѓаните се уште се лекуваат во болницата со десеткуван кадар. Катастрофа, да, треба доктори, бега персонал. Се силно работи една година таму доктор, не го примат денеска утре, ќе го примат и ништо. Што друго да ви кажем, ово е страшно, тука не може да одеме на лекар. Нема термин, нема ништо. Нема лекари, па и сега слушам колку 30 души напустиле. Нема лекари. И тие што ги има, не може да постасат се. Каква стратегија ќе крои новиот министер за здравство Алфа праша и во министерството, но не добивме одговор. Објектот почна да се гради во март 2016-та. Според проектот, здравствениот комплекс е на 8 нивоа со 300 болнички кревети и требаше да биде прва државна болница со систем на пнеуматска пошта.